Иницијативниот одбор на пензионери кои инсистираат на линеарно покачување на пензиите за понеделник во 11 часот повика на протест пред Уставниот суд. Најавата дека овој суд може да донесе одлука со кој линеарното пензиско покачување ќе се укине, нивни представници денес собра во Штип, од каде тие се огласија. Не е убаво да има таква поделеност да има во пензионерската фела на тој начин што имаме луѓе со големи пензии кои што може на некоја основа велат дека е на законски начин да се покачат, меѓутоа што да правиме со ние пензионери кои што имат мали пензии, кои што ќе дојде време, во едно време ќе нема да можат лековите си купат и нема да можат лебо да си го купат. Ние од тоа, еве ќе кажам уште еднаш, многу пати кажав, не отстапуваме. Тоа што го госпогата Кацарска кажува дека се дискриминирани поедини групи на пензионери, не е точно. Замислете дали е дискриминиран пензионер кој што зима 70, 80 или 90 илјади денари. За пензионерите, Уставниот суд во овој состав и со вакви одлуки за нив е непроценливо штетен. Судот на чело со Уставниот суд е најголемото зло за Република Македонија. Целата алчност и егоизам собрана во институциите ќе доведе престанок на функционирање на самата држава. Главен негативен јунак во ова за пензионерите е судијката Добрила Кацарова. За да и кажеме на господјата Кацарска, доста не судевте и доста не дискриминиравте. Ние сакаме да живееме, ако не, тогаш вратете ги парите што ги добивте 78%, закукајте ја дупката на пензионерите. Денес присутните од Штип испратија апел за масовност во понеделник пред Уставниот суд. Апел, ве молам сите пензионери да дојдете во понеделник во 11 часот пред Уставен суд. И повикуваме пензионерите од цела Македонија да дојдат во понеделник за да им кажеме дека грешат, ќе кажем, со оваквите постапки, дека се ствара револт кај луѓето и фактички е обратна работата, се дискриминираат сега останатите пензионери со помали пензии, ги враќаме назад за да едва и повторно ќе речам преживуваат.